Денеска на барање на земјоделците сум во Качанскиот регион, поточно во општина Зрновце. Потенцираат и укажуваат дека проблемите со наводнувањето се алармантни. Се наоѓаме на лице место каде што поминува левиот магистрален канал, кај што треба да се покрие земјоделската површина од околу 3000 хектари за наводнување. Меѓутоа, во укажување на земјоделците веќе втора година овој канал е нефункционален и малку е нелогичко и несватливо земјоделците дека Љупчо Николовски организира скапи коктели во Министерството за неговото успешно во наводници менаџирање со неговиот шеф Зоран Заев, земјоделците ронат солзи и мака мачат како да ги наводнат површините. Земјоделците ми информираат дека без наводнување на оваа површина практично е невозможно да се одгледаат земјоделските култури. Голем дел ги имаат необработено, а оние што го имаат земјоделското земјиште земено под закуп практично го откажуваат, бидејќи негрижата на АД водостопанство Николовски и Зоран Заев, кој што ветува во предизборието 2016 година дека ќе донесат живот за земјоделците, гледаме дека на лице место не е така. Денеска сме во Кочани, ситуацијата е алармантна. Меѓутоа, ако се навратиме наназад, ќе видиме дека и минатата година немаше земјоделски сектор, немаше гранка каде што не претрпеа земјоделците огромни штети. Дали беа тоа градинарите, дали беа во моментот производителите на праска во Росоман, дали беа во Малешевијата производителите на слива, дали беа производителите на пченица, бостани, така натака. Значи, немаше земјоделска гранка, немаше село каде што не наидеа на негрижата од Љупчо Николовски и Зоран Заев. Од оваа средба, од оваа посета, апелираме до Зоран Заев и до неговиот министер во заминување Николовски, до новиот министер, подитно да се фатат за работа и да ги санираат овие проблеми, бидејќи проблемот со наводнувањето не трпи на време. Вода мора да има кога е најпотребно. Водата кога стигне во август ќе биде предоцна, само земјоделците дополнително ќе ги обременат со фактури кои што треба да ги платат за нешто што не го добиле како услуга. Ако не се способни, нека си заминат од своите позиции. ВМРО ДПМН има и план, и стратегија, и визија како да го санира оно што го направи СДСМ. Бидејќи земјоделците заслужуваат партнер, земјоделците заслужуваат иднина која што произведуваат здрав и квалитетен земјоделски производ. Ако не се способни, нека ги остапат местата ВМРО ДПМН, ќе формира новата влада и ќе покаже како навистина треба да се работи во интерес на македонскиот земјоделец.